Од септември средношколците ќе учат по нови програми и од нови учебници. Ова го најави министерката за образование Јаневска. Јавната расправа за концепцијата се уште трае и ќе има време да се стокми и да биде соодветна на програмите од Европската унија за нашите гимназијалци. На тој начин гимназијалците кои ќе сакаат да го продолжат своето образование во Македонија, но и оние кои ќе сакаат да продолжат во странство ќе бидат подготвени на соодветно ниво за понатамошното образование. За концепцијата ќе имаме отприлика 1 година време да ја стокмиме така како што треба да изгледа и да биде соодветна на програмите од Европска унија за нашите гимназијалци кои ќе го продолжуваат школувањето овде, а дел од нив и во странство, да се на соодветно ниво подготвени за понатамошното образование. Предлозите што стигнале до Бирото за развој на образованието се однесувале генерално на зголемен број на часови на секој од предметите и дополнување на дополнителни предмети. Јаневска објасни дека доколку би се зеле предвид тие предлози, учениците би останувале на училиште многу долго. Кога го направи распоредот на часови според барањата на стручната јавност, здруженијата, наставниците, излезе дека учениците секоја година од 1 до 4 треба да бидат на училиште најмалку 10 до 11 часа, за да нема забуда 10 до 11 сати во работниот ден. Тоа не е можно. Во моментов во 141 училиште низ државава е воведена едносменска настава, процес што тече паралелно со проектот за оптимизација на училиштата. За таа цел се прават планови за доградба на училници или во некои општини како Аеродром, Кисела вода и Чаир, изградба на нови училишни објекти. Идејата да се оптимизираат училиштата, односно да се затворат и тие деца да се префрлат во поголемите училишта во близина е од користи за децата и за државата, смета министерката Јаневска.